Младинскиот совет ги донираше првите пари од собраните средства на новогодишно-божикниот концерт. Парите ги уплатиле на донациската сметка на семејството Донови од Чикаго. Во собраќање на несреќа на ова семејство загина 41 годишната струмичанка Виле Донева. Нејзиниот сопруг е со тешки повреди и се бори за живот, а повредени, но вон животна опасност се и нивните 3 деца. Се покажа многу успешен и собравме 106.000 денари, кои што ќе ги донираме на наши сограѓани за хуманитарни цели. Првата донација која што денеска ја извршивме беше за семејството Доневи, кое што е по потекло од Струмица, меѓутоа настрадаа во сообраќајна несреќа во Соединетите Американски држави и поради тоа се одлучивме првата донација да биде наменета токму за нив. Дониравме $385 и сметаме дека со нашиот символичен гест ќе им помогнеме и на другите граѓани да се одлучат да донираат и да им помогнат на ова семејство. А останатите средства кои што се собрани, од утре веќе почнуваме да ги донираме исто така на наши сограѓани кои што имаа поднесено приоритетни барања до Младинскиот совет за хуманитарна финансиска помош. Со тоа што првата донација, како што кажав веќе, е за семејството Доневи, а втората утре ќе биде наменета за 4-годишно девојче од струмичкото село Ангелци, така да ќе гледаме да излеземе во пресрет на што е можно повеќе граѓани да им помогнеме да ги остварат нивните цели. Денови веќе почнати со распределба на хуманитарните пакетчиња кои ги донираат струмичани. Така, во склоп на исто овој новогодишен период кој што го имавме, собиравме пакетчиња и можам да кажам дека младите струмичани се покажаа доста хумани. Донира многу пакетчиња, некои со храна, некои со топла облека и како што можете да забележите во нашите канцеларии, просториите се исполнети, имаме собрано над 500 пакетчиња кои што во текот на следната недела ќе бидат доставени до социјално загрозените семејства. Од Младинскиот совет велат дека се подготвуваат за великденскиот хуманитарен концерт, а согласно потребите ќе организираат и хуманитарни настани за помош на струмичани.